Се наоѓаме во стариот дел на општина Аеродром. Ке кажам слободно срцето на Аеродром Мичурин. Имам чест утрово да разговарам со дел од организацијскиот одбор на мичуринските средби 30 годинава поред. Билјана Николовска Трајановска и Столе Кашиковски. Добро утро за вас и добро ни дојдовте во директното вклучување во нашата емисија. Ке започнеме со Билјана. Вие сте минатогодишната кума. Какво е чувството да се биде кум на ваква традиционална и убава мичуринска средба? Добро утро на сите мичуринци, добро утро на сите гледачи на Македонската телевизија. Благодарност голема до вас што секогаш сте тука за поддршка наша. Чувството да се биде кума на една ваква средба навистина е многу прекрасно. Имам некои вибрации за денешниот ден, затоа што верувам дека и оваа година кумот ќе има таква еуфорија како што и јас лани чувствував. Да се биде кум е богатство, има големо значење за нашата населба, тоа треба да се пренесува, треба да се гаат вредностите и едноставно тоа само треба да се доживее. Едно прашање за Столе. 30 години не е малку. Вие живеете тука долги години, ќе ни кажете колку, меѓутоа, какво е за вас чувството секоја година да бидете дел од оваа организација која што верувам и не е лесно да се организира. Споминавме пред да се вклучиме дека веќе вечерва започнувате со оној детски дел. Нормално младите да ја почувствуваат традицијата и официјалниот дел е во 19 часот. Како што рековте, ова е веќе традиционална средба. Годинава се одржува по 30 пат. Меѓутоа би сакал чисто информативно за гледачите на Македонската телевизија да напоменам дека овој формат мичуринската средба го има од 1996 година. Претходно исто се одржувале мичурински средби, меѓутоа биле во различен формат, односно се одржувале во хотелите тогашни Метропол, Гранд Хотел и така натаму. Традицијава трае веќе 30 години и ние како организационен одбор секоја година се трудиме да во најдобро можно светло ја организираме мичуринската средба. Програмата ни е слична скоро секоја година, односно започнува годинава во 18 часот со 1 час детска програма. Потоа продолжува во 19 часот со официјалниот дел, прогласувањето на кумот, кршењето на погачката и палењето на василичарскиот оган, односно оганот на мичуринските средби. Бидејќи мичуринските средби се одржуваат по повод православна Нова година или празникот Василица. Верувам дека минусните температури не се пречка за жителите на Мичурин, па и на цело Скопје да ве посетат. Не би сакал и да упатам покана до сите граѓани на општина Аеродром, до сите граѓани на град Скопје. Нема да представуваат минусните температури проблем, бидејќи ние како организационен одбор на мичуринска средба имаме подготвено топол чај, топла ракија, ќе има и одредена закуска во вид на сендвичи, така да уште еднаш ги поканувам сите оние добронамерници и сите оние кои што сакат да ни се придружат на нашата прослава, да повелат вечерва со почеток од, како што реков, 18 часот детската програма, 19 часот главниот настан. По завршување на сите оние предвидени, ќе ги наречам, обреди, продолжуваме со славењето на и општонародната, ќе речам, веселба. Билјана, колку младите генерации ја почитуваат оваа традиција? Тука живеат навистина многу голем број на млади луѓе и староседелци се разбира, меѓутоа секоја година јас мислам дека се поголем број на дечиња гледаме, што е навистина убаво да се го почитуваме оно што го имаме. Така е, интересот кај младите воодушевувачки е дека секоја година се повеќе и повеќе се зголемува. Секогаш кога имаме некое случување за подготовки за овој ден, што се случува, дали може ние да се вклучиме некои кои што не се информирани, така да навистина е голем интересот. Имаме доста дечиња кои што и во оваа година се вклучени во нашиот настан. Во нашиот одбор имаме дете кој што е 16 години член на организацијски одбор, кој што е стар мичуринец по негов татко и дедо, така што навистина е голем интересот кај младите, сакаат да работат, сакаат да создаваат единство, сакаат да сплотат оваа средба. Веќе гледаме дека и во позадина се работи. Колку време однапред се планираат мичуринските средби? Да речеме годинава кога ќе се завршат, дали веќе се започнува со следната година?
Секако да, навистина е ова голем залак и ние како организацијски одбор постојано се состануваме, планираме како да ја направиме мичуринската средба да биде подобра и подобра, поуспешна и поинтересна за народот, попривлечна, за да можеме да создадеме една убава енергија на ова наше тука паркче, како што би го рекле ние мичуринци, така да се состануваме секако да многу порано, планираме каков настан ќе направиме, се вклучуваат и наши донатори, тоа би било малце подобро да го објасни мојот колега Столе. И планот е добар кога веќе се работи во единство, кога секој се има својата обврска, меѓусебна почит на членството и така имаме успешни средби. Ќе споменам и поддршката, се разбира, имате пред се поддршка од градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски. Така, би сакал да упатам благодарност до сите оние општествено одговорни компании кои што ни помогнаа во нашата организација на мичуринската средба. Исто така да се заблагодарам на несебичната поддршка која што имавме од општина Аеродром, од градоначалникот Дејан Митевски, со кој што имавме средба и несебично се вклучи и не поддржа во нашата организација. Подготовките, како што рече и Билјана, почнуваат веднаш по завршувањето на претходната мичуринска средба и не би било настанот во таков обем доколку не ја имаме поддршката и од жителите на населбата Аеродром и од сите оние жители кои што имаат своји компании и несебично не помагаат и не поддржуваат во оваа наша организација на мичуринската средба. И за крај да упатиме уште една порака до нашите гледачи, сите кои што се слободни, а верувам ќе бидат слободни да дојдат и да ве посетат. Така е. Вечерва сите оние кои што се слободни, жители на град Скопје, на општина Аеродром, се разбира жителите на населбата Мичурин, ги покануваме вечерва да дојдат на нашава прослава и заедно да го прославиме големиот настан, односно мичуринската средба. Благодарам на двајцата за вклучувањето во нашата емисија.